ден, почитувани гледачи, еве неповторно назад, со мене со колегата Антонио Крстевски ќе се дружите и во овие половина час на отворено студио 1, а секако ние како и секој ден како што е праксата, така и денес имаме гостин, една навистина интересна тема, урбани градини на крововите од скопските згради, но исто така и во дворовите на куќите и домовите на граѓаните. Токму на оваа тема разговараме со Цветанка Цветковска и Сара Цветановска од Институтот за биологија. Добар ден и добре дојдовте во нашето отворено студио 1. Добар ден. Вака, јас би почнала од почеток во однос на тоа што всушност представува концептот урбана градина. Урбана градина всушност представува простор кој што е дел од урбаното зеленило и кој што простор граѓаните можат да го искористат покрај тоа што нели ќе се грижат за него, ќе можат да го искористат и во исхраната на различни начини. Односно тоа всушност представува простор каде што се одгледуваат растенија кои што можат да се користат во секојдневната исхрана. Тоа се зеленчуците главно, меѓутоа и зачинските растенија од типот на оригано, босилок и така натака. Урбаните градини во последно време се многу популарни во светот, особено во оние градови каде што урбанизацијата толку многу зазела да замав и зеленилото се повеќе и повеќе се намалува, луѓето немаат доволно простор каде би ги засадиле своите култури и затоа имаат најразлични идеи, со најразлични начини тие можат да се направат своја урбана градина. Така урбаните градини можат да имаат најразлични облици. Можат да бидат и хоризонтални и вертикални. Во светот актуелно покрај тоа што имаме урбани градови на крововите, кои што се повеќе се актуелни, бидејќи на крововите може да има и хортикултурно уредување со овие зимзелени украсни растенија. Исто така многу актуелни се тие вертикални градини кои што можат да бидат дел од фасадите на самите згради или куќи, меѓутоа можат да бидат исто така и на балкон, а можат да бидат и на одреден простор, буквално, например, од бамбуси направена специјална конструкција во која што ќе има различни сакции кои што се вертикално поставени и на тој начин луѓето ќе засадуваат различни растенија кои што можат да си ги употребуваат секојдневно. Овие урбани градини се многу интересни и значајни, бидејќи тие не само што обезбедуваат храна за самите луѓе кои што ги одгледуваат, туку најчесто во светот е практика тие да бидат јавни, односно да бидат на јавни површини. И тука има една друга димензија на урбаните градини, а тоа е она што всушност ги зближува луѓето. Бидејќи научно е докажано дека грижата за растенијата, грижата за природата многу позитивно влијае врз психофизичкото здравје на самите луѓе, па дури имаат и некои истражувања направено дека оние луѓе кои што се занимаваат со градинарство, дека многу позитивно, се посрекни, многу позитивно тоа влијае, бидејќи го подобрува квалитетот на сонот, а нели со квалитетен сон ние ќе имаме и квалитетен живот автоматски. Така што ево чисто како пример можам да ја дадам една урбана градина, едно многуте урбани градини во Германија, каде што млади ентузијасти на површина која што порано била наменета како депонија за одлагање на отпад, решиле дека тоа не им е визуелно добро и дека сакаат да ја пренаменат таа површина и тие го исчистиле тој простор и даваат кирија на државата бидејќи се работи за јавен простор и таму направиле урбана градина. Меѓутоа интересот не се задржал само на тие што го исчистиле и го направиле, ја подигнале таа градина, туку напротив цело мало или цел кварт таму се грижи за таа градина, па сега дури и кафич си направиле, па истовремено имаме меѓусоседска дружба, а и место каде што секој човек кој што нема простор, не сите имаат двор каде што можат да си се грижат за своите растенија, буквално имаме еден концепт кој што ги зближува и соседите, а истовремено имаат и корист бидејќи
си јадат она што тие сами си го произведуваат. А тоа е многу битно, бидејќи ние во денешно време не знаеме што всушност јадеме. Да, бидејќи и зеленчукот и овошјето и се она што го конзумираме најчесто е или генетски модифицирано или третирано со различни хемиски супстанции кои што се контаминираат во самото растение, меѓутоа и ние ги внесуваме и на тој начин практично се труеме. Урбаните градини се дел од она урбано зеленило во урбаните средини. Гледаме дека и најразвините европски и светски градови се соочуваат со недостаток на зеленило хоризонтално, па тоа на некој начин го модифицираат, односно го успеваат да го надокнадат со на вертикално зеленило на облакодерите на високите згради, има и поедини куки. Дали тоа во Скопје е случај? Гледаме дека на неколку згради на последните катови на терасите или на крововите има веќе урбано зеленило. Се најавува таков проекти за градскиот трговски центар, па да направиме една споредба. Главно, оние кои што сега се актуелни се работи за зеленило кое што е хортикултурно уредено. Односно, што значи? Тоа значи имаат различни украсни растенија, парковски растенија и главно се работи за такви растенија. Меѓутоа, градини, урбани градини, представуваат места каде што се засадуваат растенија кои што можеме да ги конзумираме. И за сега немам информација, мислам ќе биде погрешно ако кажам дека дефинитивно во Македонија нема урбана градина на кров, меѓутоа мислам дека нема, бидејќи до сега јас го одржувам профилот на ботаничка градина, никој не ми се најави дека имал нешто такво, туку сите го доживуваат како да е нешто што се случува за прв пат во Македонија. И мислам дека за прв пат се случува. Значи тоа што, например, во градски трговски центар има идејни решенија, меѓутоа за парковско како во парк што се уредени растенијата со различни украсни декоративни растенија, а урбаните градини главно имаат зеленчуци, зачински растенија кои што можат да се користат. Да, и цвеќиња може, меѓутоа тие се дополнително да ја разубават градината. Меѓутоа доминираат производи кои што можат да се јадат, да, зеленчуци. Вака, Сара, вие соработувате, Институтот за биологија соработува со Институтот за комуникации. Како ја добивте оваа идеја за да започнете ваков проект? Па идејата во главно беше од Институтот за комуникации. Значи ова проект е дел од програмата Не игнорирај, реагирај за подобра животна средина. Во соработка со самиот Институт за комуникации имаме неколку активности во рамките на самата програма. Од тие активности ќе ги споменам оние работилници кои што се организираат во ботаничката градина, тоа се со дечиња. Дел од овие активности е и изработката на урбани градини и идејата се разви заедно со институтот, значи дадовме идеја и ние и тие и на крај направивме еден концепт. Колку до сега работилници сте имали и какав интерес од кај граѓаните за овие работилници и општо да се запознаат со овој концепт? Во рамките на овој проект за урбани градини беше предвидено да има една работилница, за кое што очекуваме дека можеби ќе се пријават околу 20 учесници, меѓутоа наидовме на еден огромна заинтересираност кај граѓаните. Не можем да кажем дека тоа беше и неочекувано, затоа што секојдневно знаеме дека постојано се слуша и по медиуми за тоа во каква животна средина живееме, каков е воздухот, посебно тука во Скопје, дека е се загадено. Посебно она што го кажа колешката Цветанка во врска со тоа што конзумираме, што јадеме. Значи сите оние плодови од зеленчук, овошје, значи постојано се контаминирани со различни хемиски препарати, односно отрови, тие отрови ние ги внесуваме. Луѓето сметам дека се свесни за сето тоа, па затоа и при ваквиот повик кој што го имавме за урбаните градини се пријавија голем број на учесници. Повикот беше отворен неколку дена, меѓутоа во првите 2 дена веќе се пријавило околу 60 учесници, ние тоа не го очекувавме до толку. Па така морам неведнаш да го затвориме повикот, за жал.
бидејќи немавме толкав голем капацитет, не се спремавме за таква голема заинтересираност и притоа од предвидената една работилница организиравме 2 работилници кои што се одвиваа на 22-23 март. На тие работилници тие 60 пријавени ги поделивме во 2 групи по 30. Луѓето таму беа обучувани за тоа како да ги подготват урбаните градини, кои култури да ги засадат, како да се грижат за нив, како да ги прихрануваат и како од семе да стигнат сушност до плод. После тие обуки, сега понатаму одиме кон останатите чекори од овој проект, односно предвидено е посета на избраните луѓе кои што се пријавија. Значи од тие 60 ние селектиравме 10 луѓе кои што ги исполнуваа условите за урбана градина да подготват. И понатамошните чекори ќе ги следиме и ќе ги посетуваме со цел да му даваме препораки што треба понатаму да прават. И да видите колку научиле и што научиле тие работилници. Точно. Јас би се вратил на примерот што го спомна од Германија, дека на место каде што имало депонија сега има урбана градина. Дали сте направиле некои испитувања во Скопје каде би можело некои такви места да се претворат во урбани градини? Ние немаме направено такви испитувања, меѓутоа во учесниците имаше една која што беше заинтересирана да направи нешто слично како тоа во Германија, во Карпош, мислам во општина Карпош, и дури и мислам дека разговарала со соодветните и имаше дека согласност со овие од општината, меѓутоа тука малце кога разговаравме подетално со какви проблеми би се соочила самата учесничка, бидејќи ова се работи само ние ги даваме и ги обезбедуваме самите растенија. Меѓутоа и би ги посетиле 2-3 пати. Меѓутоа треба некој, барем еден човек кој што ќе биде секојдневно да се одржуваат тие растенија, бидејќи ние имаме пеколни лета, треба некогаш и еднаш, а некогаш и 2 пати да се наводнуваат. И не би можело да се направи на таква јавна површина ако немаме барем еден кој што ќе се нахвати дека би се грижел за тој простор. Зарем не може да се најде еден човек кој што би можел да се грижи? Тама ние за жал сме таква, мислам, земја каде што ретко кој би сакал волонтерски, например, секој ден да оди да се грижи за растенија. И од друга страна гледавме и од аспект на безбедност, бидејќи таму, например, е отворена површина, не се затвараат, немаат катинар или не знам што, а кај нас не знам колку тоа за почеток би функционирало да биде отворено. Јас мислам дека ние уште немаме толку добро развиена свест, бидејќи јас ево сум дел од ботаничката радина која што наплаќа за работилниците кои што се одвиваат за деца, меѓутоа тоа се работилници во кои што се одвиваат 2 часа и се трошат различни ресурси, иначе влезот, како влезот самиот посетител не се наплаќа. И луѓето сметаат дека е тоа нешто што можат да си прават буквално што сакаат. И тука, значи, ние прво мора да поработиме на нашата свест, па после да размислуваме за некои вакви подвизи. Тоа е мое лично размислување сепак. Да. Јас исто така ви запрашала Сара, бидејќи споминавте дека ова процес се однесува, значи, на градини во приватни домови, куќи, исто така згради. Меѓутоа, дали може би планирате да го проширите овој проект од аспект да се засадат овие урбани градини, да се постават и на други места како што се институциите, односно училишта, болници и слично? Во рамките на овој проект се предвидени, како што кажавте, урбани градини на приватен имот, односно во дворови, по тераси и така натаму. Меѓутоа, со оглед на тоа колку граѓани се пријави, колкава е заинтересираноста кај граѓаните за урбаните градини, мислам дека нема тука да запреме и дека ова ќе продолжи понатаму, затоа што и на самите обуки, односно работилници кои што ги држевне, имаше учесници кои што дадоа некои предлози
во насока да направат некакви урбани градини во рамките на некоја школа, каде што учениците ќе се грижат за нив. Меѓутоа, за тоа треба поголеми планови, подготовки и така натаму, бидејќи тоа е малку покомплицирано, со оглед на тоа дека училиштето во летните месеци има распуст, не работи, учениците не се таму, ниту вработените, па кој би се грижал за тие градини. Меѓутоа, сметам дека ако се сака и ако се посвети повеќе внимание на ова, дека понатаму со поголеми подготовки би можело и тоа да се реализира. Да се надоврзам на прашањето на Елена, дали со градските власти ќе стапите во контакт да определат локации кои што би можеле да се искористат за урбани градини или пак Министерството за животна средина? Кога ќе заврши овој проект, бидејќи овој проект станува збор, како што кажав, за приватни урбани градини, после тоа ние ќе продолжиме понатаму, затоа што имаше и голем број од учесниците, пак ќе кажам, што се заинтересирани тоа да го прават на јавен простор, каде што треба да се контактираат секако, како што кажавте, Министерство за животна средина, градските власти и така натаму, и сметам дека тоа би можело да се реализира, така да зошто да не, би стапиле и во контакт, да, би продолжило. Во ред, ви благодариме на гостувањето. Се надевам дека властите ќе имаат слух за Ние се надеваме. овој ваш проект. Ви благодариме уште еднаш за гостувањето. Благодариме на поканата. Така, ние тука продолжуваме понатаму, по кратка пауза се враќаме со колегата Дијана Андоновик да ги анализираме вестите од регионот и од светот.